Učenjacit e isto za ova mesela se razdeluvat na 3 mišljenja. Na 3 mišljenja se razdeluvat za ova mesela. Da li treba da se vrzet racete poslije ruku ili da se spuštet. 3 mišljenja. Znaš, vo fek rekovme imat mišljenje. Сега ti после na kraj će odlučime da li je bidat, ne je bidat, после će kažime. Da mu se smiluje na učenjakot. Prvo to velet deka je sunnet. После руку да се врзат рацете. Суннет после руку да се врзат рацете. Некои од учењаците велат. И ова мислење е на некој од ханефиите. Ханефистите исто велат, треба да се врзат рацете. Некој, али не сите. Некој, како имам Касани, имам Тахавију и други. А имам Хейтеми од Шафиите и имам Неој велат. Исто на ова мислење се. Дека суннет е да се врзат рацете после руку. Кој го земе за хадис? Ова мислење го имате одбрано Ибн Хазм и Ибн Баз, рахимуллах, Ибн Уthaymin. Кој е доказ за овој? Доказ за овој е хадисот од Сахел ибн Саъд. Велит: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. رواه البخاري. Сахел ибн Саъд ќе го кажеме хадисот порано во другото прашање погоре. Кажеме дека луѓето му се наредуваше да ја врзе десната рака над левата додека биле во намаз. А другиот хадис што иде подолу, овој уште поја. Зашто го има земано ова? Првото е дека луѓето, значи, му се имат наредувано да ја врзат рацете. Значи, додека се во намаз. Значи, овие откако ќе почне првиот текбир, Аллаху акбар, веќе се во намаз. Семи Аллаху лимен хамиде, ти исто си во намаз. Треба да ја врзиш рацете. Вториот хадис што веле? Од Енес радијаллаху таала се пренесви. Овој хадис го трансмитира имам Муслим. Вели: кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллем ида кале семи Аллаху лимен хамиде қама хатта нақулу иннаху кад аухама. Овој Муслим. Вели посланикот саллаллаху алейхи ва саллем кога велеше семи Аллаху лимен хамиде, толку долго стоеше. Значи после семи Аллаху лимен хамиде, додека мислевме дека заборај. Има сгрешено. Кај е сега? Ајде кажете ми, од кај можеме да истајме сега дека треба да се врзат рацете овде? Од овој хадис. Гледа учењаците како мислат? Од кој е делот што можеме да го истајме дека треба после руку да се врзат рацете? Кој е делот? Ајде водете го мисли малце. Кола. Значи должењето на после семи Аллаху лимен хамиде што има стоено посланикот саллаллаху алейхи ва саллем долго. Овој велет, немој да мислеат асхабите дека посланикот саллаллаху алейхи ва саллем имат грешено, освен затоа што формата е бидено иста форма од кога е почнато Аллаху акбар, ги имат врзано рацете, после кој имат речено семи Аллаху лимен хамиде, исто го имат врзано рацете. Иначе да имаше спуштено рацете, немај да мисле дека посланикот саллаллаху алейхи ва саллем имат грешено. Значи тие мисле дека посланикот саллаллаху алейхи ва саллем имат грешено, зашто? За формата иста. Значи овие мислат, асхабите мислат дека посланикот саллаллаху алейхи ва саллем уште мисли дека ево нема земано семи Аллаху лимен хамиде, има заборавено. Значи рацете велат сигурно ги имаат врзано, па затоа имаат мислено вака. Значи гледаш? Суннет велат некој од учењаците. Второ мислење велат не е од суннетот да се врзат рацете после руку. И ова мислење од множинава на учењаците, од ханефиите, маликиите, шафиите, едно мислење кај ханбелиите. Зато веле што нема дојдено веродостоен хадис од посланикот саллаллаху алейхи ва саллем дека посланикот саллаллаху алейхи ва саллем ги има врзано рацете. Значи овие другите фикх прават сега. Од тие хадисите горе тие прават фикх. Посланикот чим има стоено подолго, значи ги имаат врзано рацете, затоа мисле. Овие веле немаме директно хадис дека посланикот саллаллаху алейхи ва саллем ги има спуштено. Веле не е од сунет да се врзе. Ова е мислењето од множинава од учењаци. Значи повеќето се да се спуштаат рацете. Повеќе, поголем број од учењаците. Третиот велит, ако сакат ги поврзува, ако не сака не ги поврзува. И јас на ова мислење сум. Зашто? И ова е мислење од кај ханбелиите, мезхебот. Затоа, како што пренесува имам Мирдауи од имам Ахмед, кале имам Ахмед,
إذا رفع رأسه من الركوع إن شاء أرسل يديه وإن شاء وضع يمينه على شماله. الإنصاف. Knjiga. Velit Imam Ahmed, koga se krevat od ruku. Ako sakat velit, i vrzit racete, ako ne sakat, ne gi vrzit racete. Gi spuštat. Zašto? Velit, zašto ne mi je dojdeno hadis sahih. Ni za ovo, ni za ovo. Ni deka trebi da se spuštaj, ni deka trebi da se vrze. Nemamo direktan hadis od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I Imam Shafija što praše? Imam Shafija работеше со двете, да не ги најути ни тие, ни тие. И вие можете да работите со ово. Некогаш. Имам Шафија е биден голем факих. Многу голем учењак, фикх, многу. Во него. Што праеше? Кога велеше семи Аллаху лиман хамиде, малку ги спушташе, после ги врзеше пред Давид во руку. И работеше со двете. Значи нема, таму рече ни тие проблем. Значи вака е. О мислење дека треба да се врзет рацете. После руку го имате Имам Бухарија, рахимуллах. И ова е мезеб од велите од мухаддисин, фукаха мухаддисин. Од мухаддисин, фукаха, оние учењаците од мухаддисин, што имајте фикх. Нема само трансметација, него имајте фикх од хадисот. Што Имам Бухарија го кажи тоа. Дека треба да се врзет рацете и тој ги имаат врзено. Имам Бухарија ги имаат врзено рацете после руку. Значи сега, дали се велит бидат? Не се велит бидат. Не се велит бидат. Allah да му се смилува на шейхот и да го награди, и да го направи тоа дженетлите, ама кога ова го има речено и Ибн, не го речам јас. За да го кажеш дека е бидат за нештото, ова е многу тежк збор. Зашто? Зашто овие го наслонуваат велит. Наслонуваат доказот свој за ова со веростоен хадис. Како хадисот од Енес, кој има Муслим, и од Сехел, Ибн Саад во Бухарија. Значи, кога ќе го наслониш мислењето на исправни хадиси, немој да му се каже бидат за ова. Зашто? Зашто бидат му се каже за она што нема база, темел во исламот. Зато на тоа му се каже бидат. Ам чим учењаците имаат различни мислења, и големи учењаци како Имам Шафија, Имам Бухарија, значи Имам Невови, значи некои големи учењаци од ханефиите, како Имам Тахави, Имам Касани, го имаат правено ова, не смее да се рече дека е бидат. Него смее да се рече како што имаат речено Имам Ахмед. Значи имамот од сунетот, Имам Ахмед, рахимуллах, имаат речено, што имаат речено, кај сакаш? Сакаш врзи ги, сакаш не врзи ги. Ја Имам Ахмед го има знаено хадисот ја кој? Значи ја Имам Ахмед го има знаено хадисот од посланикот саллаллаху алейхи ва селем ја кој? Значи го има земано она, значи името имам од суннетот. Ахлу сунна вал џемаа. Значи третото мислење што јас мислам, ја за ова го обожавам на Аллах субхану ва таала. Мислам дека човекот е слободен, чим немаме исправен хадис. Како што вели Имам Ахмед, чим немаме веростоен хадис ни за ова, слободни сме. Сакаме овде ги врзаме, сакаме не ги врзаме, ги спуштаме. Рацете после руку. И во текбирот исто, рековме, слободни сме, сакаме надпавка, подпавка, во градите, кај сакаш ги врзаш рацете без проблем. Значи, зашто немаме точен хадис. Чим дискутираат учењаците за некој хадис, ти не смеш да запнеш на едното. Мој да запне некој што е учењак голем, како Шех Албани, тој е муштехид. Тој мисли дека ова мислење треба да се фати и готово. Ово. Ама ние, другите, не треба да се правиме сега. Значи, како Шех Албани, не сме стигнати на тој степен. Тој е стигнат, Аллах да му се смилува, тој мисли дека така. Ние треба да имаме поотворено. Преку че гледаш некој брат, зашто ние не сме, имам Шех Албани рахимуллах, ако што е биден во ова мислење, ама тој не е биден, значи имано ахлак према браќаве, пак. Знаеше да разликува, знаеше како да поучеше луѓето. А ние, младите, што правиме? Ако се запнине на едно мислење, ние ќе мислиме дека само нашето и другото све е батил, не му се прифати намазот. А Шех Албани знаеше дека намазот му е точен. И знаеше кога го гледаше дека нема проблем и за ова и за ова. Тој мислеше дека вака е. А не ги тераше, значи, и на сите да мислат на ново мислење. Значи, Ибн Баз, Ибн Утhaјмин и други учењаци големи не веле така.
Велес противно, ама му пуштаат, значи, рахмет на имам Албани, рахимулла. Велет Аллах да му се смилувате, голем учењак, и ние истото го правиме. Значи, го земиме за мислење, мислиме дека е поточно, Аллах знае најубо. Трето мислење, кај сакат. Сакат ги врзи, сакат не ги врзи. Пошто голем учењаци го имаат правено ово.